Праведна судбина на еден кадија со еден сиромав. Чита Александар Станојков. Еден сиромав човек си зел жената и си ошле во еден друг град за да бара работа. Влегувајќи во градот, нашол еден тагрчок полн со алтини и карагрошии. Домаќине, еве ни късмет за да се обогатиме, ни наврте Господ, му рекла жената му. Не е наш късмет, домаќинко, ја рекол мажот ја. Чунтиние не сме се потиле за да испечалиме овие пари, да затоа ќе му и дајме на тој што си и загубил. Така се наговарале мажот и жената, дури влегле во градот и си ватиле некоја куќа да седат со кирија. Утрото излегол сиромајот в чаршија за да барат некоја работа. Одејќи низ чаршија чул еден терјал кај викат за тагарџико пари. Кој го нашол, голем бакшиш ќе земе лако го каши. Од кога се научил сиромај од кој човек бил тагарџико, си отишол дома и го зел за да му го однесит за бакшиш да земит. Се здечкале маш и жена, чунти жената не ќела да го дава, а тој арам пари кабул не чинел да зема, тики одвај беше го зел тагарџико со пари. Знаиш, жено, јас сум благодарен на моето јајце, одошто на туѓото коковче, што рекол некој. Поблагодарен сум на бакшишо, жено, одошто на тагарџикот. Ја велел мажот ја и го отмел тагарџико. Отишол кај чорбаџијата и му го дал тагарџико со парите. Повели чорбаџи, твојот тагарџик што си го загинал, а јас ти го најдов и дај си бакшишо, му рекол сиромајо и му го дал на чорбаџијата. Го зел чорбаџијата тагарџикот и ништо не му проговорил. Само беше си ја завртел главата и влегол во една друга одаја, да си преброја и си нашол токму. Арно ама, за да не му дајт бакшиш, излегувајќи од одаја му свикал на сиромајот со една зверска лутина. Бре, човече, каков човек си бил ти, му рекол. Што сакаш да правиш добрина? 1000 алтини си ми зел од тагарџикот, бре, и другите си ми и донесол за голем бакшиш си дошол да земиш. Сега или парите ќе ми дадиш, или ќе одам на кадија да те судам. Кога чу сиромајот тој збор од нечестниот чорбаџија, косата му се кренала од главата. Ама бре, чорбаџи, му рекол, јас не сум таков човек како што ме мислиш ти. Гледај, број се уште еднаш парите, јас еден алтен не сум ти ватила, не 1000 како што велиш ти. Те молам, види, пребројот ти се прави и јамлаш понекојаш, а колку за бакшишо, без друго сакам да ми го даиш. Али бакшиш ќе ми сакаш ти каквику, му рекол чорбаџијата. Ајде, дој ме на кадија, јас ќе те судам тебе. И го зел пред себе да го носи на кадија, ѓоа за некако да го уплашит и да си ој сиромајот за бакшиш да не му дајт. Арно ама, сиромајот си бил со чисто срце, тики право си одил на кадија. Кога видел богатиот и не му се уплашил, насмеа, на шака го внесол кај кадијата и го дал пред суд за да го судит. И слуша кадијата сопрво богатиот и после сиромајот, и сетил оти богатиот го зема на душа сиромајот. Чорбаџи, ти ќе го донесиш овде тагарџикот да го видам јас, му рекол кадијата. Да после јас ќе давам илјам за кој е крив оваа работа. Илја јас пак не верувам да сте вие чорбаџи залага, илја шејтан пушта, што не бидува. Кога чу чорбаџијата оти го повали кадијата, отрчал и го донесол тагарџикот само и само да му јајте одакот на сиромајот, чунки бил од најнајчиите и од најскржаите чорбаџии. Го донесол тагарџикот и му го дал на кадијата. Изваил кадијата парите и пребројал сите и турил во тагарџикот, та го подврзал како што си беше полни рамен. Чорбаџи, му рекол кадијата, колку пари ти беа во тагарџиков што ти загина? 1000 карагроши, кади евенди, 1000 алтини. Во тагарџиков јас си бројав 1000 карагроши и 500 алтини, му рекол кадијата. Да, мене ми беа кади ефенди 1000 карагроши и 1000 алтини во тагарџикот, а пак во тагарџикот се 500 алтини. Уште 500 тој човек ми изел од тагарџикот што ми го нашол, му рекол чорбаџијата. Јас стори еден завмет чорбаџи,
поиди по дома, да донеси уште 500 алтани и после идам да дам и да ви се види оваа давија. Отрчал чорбаджијата и донесол 500 алтани. Изел кадијата алтаните и турил во тагарджико, арно ама, нито 100 не собираше тагарджикот, чунки беше рамен полн. Виде чорбаджи, оти овој тагарджик не е твој, му рекол кадијата. Еве, кај не и бери 500 алтани. Овој тагарджик ето од некој друг човек, а твојот тагарджик некој друг човек го нашол и ти го зел. Овој ќе стоите овде токму до 3 месеци и јас ќе клавам телјал за да го бараат стопанот што го изгубил. До 3 месеци. А ако не се најди стопанот од чорбаджијава, му рекол късметот и нему ќе му го дава. Илјам јетам чорбаджи, ај ојте си сега. Немаш кабајт ти кади евенди, му рекол чорбаджијата, чунки јас барајки рогој си загубив и уши. На 3 месеци го викнал кадијата сиромајот и му го дал тагарджикот. Еве жено, јас со правина како спечелив стока, чунки на скржајот арџот му е вудве, ја рекол на жената си и се обогатил едно чудо.